од оно што га абсорбираме на терен, дека од која следа се на власт почнало некако и да пада тие бројки на случаи, што ги добиваме од разноразни причини, да ги вратиме во нормално и нормално да ги зголемиме. Туе пред нас се исто и кандидати за пратеници од Куманско, Тико Алексос, он е од насело Пуковско, Кети Димковска е туе с нас и нормално наш носител, за тога што сите се согласнав дека Владо Мисајловски, ја ќе ве поканува да се обрати носителя, а после и вие да се уклучите интерактивно и пак да овај сред да биде и корисна и убава за сите нас. Носител помели, а да сакаат киди првин или Тико, ако сакате една реченица да ги поздравите на ниска мета. Да, ги поздравувам посебно младите, бидејќи сега гледам дека доста млади ме радува што се заинтересирани за новите политики на ВМРО ДПМН и што има се уште доста млади во Агино село. Посебно ги поздравувам затоа зашто јас и се уште работам, меѓутоа поактивно бев вклучена до пред 7 години како професор по француски и по италијански јазик во повеќе училишта во Куманово. Бране почна да зборува за политиките за земјоделците. Во програмата на ВМРО ДПМН посебен акцент е ставен и на политиките за младите. Има новитети, значи не е нешто што досега е слушнато. Младите покрај тоа што ќе го добијат тоа што го ветува претходните влади, а не го исполнија, се мисли на реновирање и изградба на нови студентски домови и студентски град. Има и други мерки и програми, како работување, активно вклучување во работен однос на младите додека студираат, потоа програми за вклучување на младите во стопанството преку реформирање на наставните програми во средните стручни училишта и ред други мерки и можеби најважната мерка активно вклучување на младите во политичкиот живот и во креирањето на политиките на Република Македонија. Уште еднаш го поздравувам. Значи дека ги поздравувам и другите присутни, меѓутоа посебно сега се обраќам на младите, бидејќи ги видов во најголем број опека во Агино село што ќе работи. Продолжете така и мислам дека те имаме и на Добар ден, јас сум Тихомир Алексис, кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН. Па луѓе го исполнив првото ветување дека пред избори ќе ви дојде Владо Мисајловски кен. Се расправаме, дискутираме штабот, договор, што, како, тогаш ви вети дека ќе дојде и после изборите и дека ние ќе правиме влада. Еве, дојде пред изборите, дискутираме и за петлја, и за канализација, и за улици, за многу проблеми, некои локална самоуправа, некои поддржано што може да помогне. Значи, и тогаш ви кажав и да не биде офатено во програмата на ВМРО ДПМН, беше во тек на подготовка, дека пред изборите ќе дојдеме, но и после изборите и овде често ќе дојде. Затоа што оваа екипа ќе почне да ја решава да гради држава. Сакаме да направиме систем што ќе функционира. И сакаме да победиме на новите локални избори. Да добиеме градоначалник од ВМРО ДПМН и да видите како ќе се работи. Но затоа пред се треба да победиме на овие парламентарни избори, да му дадеме шанса на нова раководство на ВМРО ДПМН. Јас Кендо го знам како многу човек што исполнува, што прави многу проекти. Бидете уверени дека и Агино село ќе влезе во тие проекти. Ќе му досадиме, ќе се бориме и нешто мора да успее. Тоа ви го ветувам. Ви благодарам. Здраво живу на сите, ја ќе им досаѓам на нив тука во Вања цело време. Независно има добри луѓе, добри кандидати тука од Куманово, ја ве поздравувам сите. Фала ви на сите што дојдовте, што одвоивте време. Денеска тука Тихо, Бране, Игор, Кеки сите дојдовме да се пратиме. Председателе, фала за поддршката што имаме постојано тука и за председателските избори, и за се што го правите. Честитки до вас, фала ви многу. Добри луѓе, добри средби. Вчера имавме еден мини митинг, ви го крстил така средба со граѓани во Куманово, испративме неколку пораки, убав настан да се чуе, да се види. Се надевам дека ќе до крајот на кампањава ќе дојдеме уште повеќе места
ако има можност и повторно ќе дојдеме тука. Јас гледам дека утре повторно доаѓаме во Куманово. Вчера бев, завчера бев. Ќе гледам најголем дел од кампањата да поминам тука во овие населени места. Куманово е за мене најголемиот град после Скопје во цела Македонија, заслужува навистина посебно место. И не го зборам ова колку да ви се допадна, туку навистина го мислам. Гледам дека ова е живо село, дека има луѓето сака да си останат тука, сака подобар живот, подобра перспектива. Видовте што се случи овие 3 години, јасно ви е се. Не сакам многу да одземам време да објаснувам се она што ветија, што не исполнија. Имаме една добра читанка, како што ја нарекува председателот Кристијан Мицкоски, да се види што ние ветуваме, што ние ќе исполниме. И да се разбира, после избори пак да дојдеме тука да разговараме. И за овие луѓе земјоделци кои имаме одлична програма, не имаме и за инфраструктура, имаме големи плати, големи пензии, гледам како возрастни тука. И младите се разбира да останат во Македонија, бидејќи се почесто се заминуваат од тука не само поради политика, туку и поради економија. Ја би го отворил овој дел и вие да кажете нешто, и вие да не советувате, да не дадете некој предлог, па дури ако нешто немаме направено да ни скритикувате, се разбира, за последен период да го направиме. Благодарам на сите што дојдете, што одвојувате време, што носите маски, некој ако нема ве замолувам да ставите маска и да излеземе на 15 јули да гласаме за обнова Скопје. Благодарам уште еднаш што дојдете. Да сте живи и здрави. Сакате вие ако сакате да ви спортно дојдовме дома. Јас само ви прашав, пошто видовте како се случите кога дојдете на нашето село. Ние друг пат немаме. Значи нас е приоритет пеки да мора да се реши пеки. Сега плюси нема гужва, кои да србите за Грција, има и сообраќајки и жртви. Или треба некој, ако доаѓа некој кој со страна, треба да чекаш на автопат, нема таба дека аѓа од село. Сега ќе ви кажам најотворено. Да, и имаме на дивост. Тоа сакам да го кажам. Да, имаме да. Имаме доаѓано, Да бидам искрен со вас, ова е на диво. Се направено. Знам. Јас тогаш вака ви реков, првин ќе го направиме цел пат. Вие рековте добро направете го првин, сам регионалниот од Скопје до Куманово. Така и биде. Не ме сменија тогаш, така да бидам за отворен. Јас помогнав и да се асфалтира еден дел. Мало дел, но тој пат петлята не е легална и не е ставена во самата инфраструктура. Јас тогаш ви спомнав да се заврши овој проект, па потоа да се види, бидејќи ние не можевме да интервенираме во проектот што беше доставен, имаше одобрение за градење. Вие бевте ке мене, се сеќавам, не ти, 5-6 луѓе беа. Дојда, разговаравме. Рековме по завршување на реконструкцијата цела, дека ќе видиме можност да направиме легален приклjuč. Легален. Инаку во право сте и мора да го направиме тоа. Ама тогаш знаете дека беше распишан тендерот и ви кажав и на вас за реконструкција на пат. А не можете да го направите тоа во тек на градба, да проектирате на дополнителна петля. Така изборевме, јас ви реков, првин ќе го направиме овој, се распиша тендер за едната лента првин, од Скопје до Куманово се реконструираше, потоа втор тендер се распиша за Навака и требаше потоа да се направи проект, бидејќи не постои проект. Јас тоа све ви кажав, не ви изложав и затоа сум тука. Знам дека сте управо, но мора да се направи легален проект. Сега јас направив прекршок и Лошо е сега, туристи да идем за Србија, наречето има и жртви. Знам, и патарина нова ставивме проширена, бидејќи беше вака. И тука беше невидена гужва. Вие знаете порно од мене. Мора смо прилike, мора право да застанеш. Од тука за нагоре пак е Така, ама пак е нелегален приклучок во. Ви кажувам отворено. ние тоа го Или се правиме. пат за Куманово, ние преку Стариот. не преку Патарија, немаме стаја. Немаме ни. Немаме стаја преку Патарија. Ще стигнеш до Матична, до Матична уште треба да платиш Патарија. 60 У Романовце преку Романовце е опција, ама Романовце ќе ги текне пошто е многу гужва. Два трактора Јас ќе го говорам за блокира. Романовци, тоа е историја на мене. Така се води. Ама ние мора да значи на автопат за да избегнеш Патарија. За 10 км плаќаме Патарија на 60 денари еден трак. Ево јас ви кажувам по завршување на ова, ќе ве повикам пак здравје Боже да формираме влада, ќе ве повикам и ќе разговараме на кој начин и кога може. Што нема ни проект, еве ви кажувам. Треба да се обезбедат средства, тоа не е сериозна работа, а еден убав надвозник или подвозник чини. А има подвозник, има, само треба петли. Има горе прошене по овој подвозник е малку. Горе има уште еден подвозник, тој беше предвиден за петля, требаше циглана да прави да црте земја на време. И има купено ниви, ама
се покажа дека земјата не е добра за цигли. Јас тогаш се Цигла сеќавам се повлече. кога дојавте вие баравте на ова петне токму тука. Овој мост не е од Тогаш ја проверивме. За горе, за горе. Да, вие сте изград, кога се правил некојаш патот, поставил Ние имаме некој. 3, уште има 3 подлежни. Дали ова е некој? Тој е најквесен, тој горниот е најфункционален. Најфункционален. Широк и висок. Тука камиони не може да влазат. Тој не е функционално, но овој е најблизко. Од проста причина пошла селекција. Тоа е. Еве, ви кажувам јавно и транспарентно, затоа и дойдов. Што да работа канализација? Фабрики не ни треба. Канализација, чекај само да докажа ако има па ще Тоа е прекине. Океј. Канализација ќе, ако се сеќавате тука доаѓав и како представник на влада бара многу граѓани канализација, ама градоначалникот не аплицираше ни во транспорт со проекти, ниту пак направи нешто. За неколку месеци ќе има локални избори. Да пробаме да се одбереме градоначалникот ВМРО ДПМН да направи канализацијата. А јас можам да го уверам заедно со Брани и со сите што ќе бидеме во собрание и во влада дека ќе обезбедиме дополнителни средства. Да знаете дека за Куманово јас кога бев министер издвојувавме околу 2 милиони евра дополнителни средства за канализација. Само требаше општината да аплицира со проект. Го повикнав тогаш градоначалникот и тоа пред недвилни беше вака. Го повикав кај мене во канцеларија. Му кажав дека одвојуваме средства само да направи проекти да ги достави, викнав повише луѓе записник да прават, кој што кажа. Со рокови. Ништо од тоа. Еве ви кажам отворено. И парите остана неискористени. Во тој период, сега зашто отишле, не знам, само знам дека канализација нема. Канализација нема, да. Имаме тоа поточе тука и целата канализација иде у тоа Цела поточе. фекалија има Има поточе до тука све. електричество ностоп се движи. Да не се движи. Тие се наши катастрофа. 3 болни точки, друго. И школата ни е малце Само да болно. знаете и средства да се обезбедат, ингеренцијата пак е на локално ниво. Значи они мора да аплицираат со проект, они мора да издадат дозволи, а владата да обезбеди пари. Де факто не треба ни владата, треба локалната самоуправа, бидејќи нема доволно средства, владата помага. И ќе помага, ама треба да има слуки од тука градоначалникот. Не знам сега како е ситуацијата, дали ветил нешто претходно, и дали ветил за напред. Направи една пат. Не знам што ветил и до кај Тоа треба. до таму до крај го направи.